Спонзорот Цермат ви представува. Започнува јубилејното издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки. Лука Бигаци, добитник на специјалната Златна камера 300. Фолтин ги освојуваа светските меридијани. Овогодинешното издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки е под слоганот "Кон звездите". Фестивалот целосно ќе биде во знакот на годинешниот јубилеј, при што овој слоган е одраз на таквиот повод. Идејата за слоганот дојде од фактот што во изминатите години на фестивалот имаше голем број сјајни имиња од светот на филмот, кинематографери, актери, режисери, сценаристи, така што публиката веќе самата го асоцира фестивалот со звезденото небо на уметноста. Со овој слоган се оддава и почит на големите имиња, на величините, мечтајќи дека еден ден ќе стигнеме до најдалечните звезди. Играта со астралните објекти и со патот на филмот донесоа оригинални креативни решенија. Општина Битола, како и сите години наназад, максимално е подготвена да ги пречека сите гости кои што ќе дојдат на фестивалот, а ќе ги имаме во голем број. Мислам дека овој пат, после 35 изданија, треба да забележиме дека фестивалот навистина има нагорна линија. Досега не се случило да имаме практично на едно издание тројце оскаровци, кои што во исто време, значи ги имаме, ќе дојдат и дел веќе се присутни во Битола, така што нашата обврска практично во целиот овој систем кој што значи успешен фестивал и кој што значи најинтересното и веројатно највредното културно случување во Република Македонија и се вика Интернационален филмски фестивал Браќа Манаки, всушност има дел и општината. И ние сме подготвени. Мислам дека за оваа година за прв пат ни се случува, не за прв пат, се зборувам по последниве 6 години од кога сум јас тука, за прв пат ни се случува да сите тројца добитници ни се тука на отварањето на фестивалот и малце сме возбудени поради тоа, затоа што во исто време ги има Жулиет, Крис Менгес и Лука Бигаци. Се надевам дека сето тоа добро ќе го изменаџираме. Жулиет Бинош треба да пристигне за 2 часа во Македонија, чекирана е, све сме провериле на пате за тука. Крис Менгес исто е долетан, со кола го носа за половина час треба да пристигне, Лука Бигаци пристига утре. Утре, како што знаете, во недела во 11 часот е отворениот разговор со Жулиет Бинош. Таа е многу уморна, затоа што ќе дојде од Торонто. До вчера беше во Торонто, каде што го промовираше овој последен филм со кој го отвараме фестивалот. Мислам дека навистина се потрудивме годинава, го отвараме со многу свеж филм, многу фестивали не можеа да го имаат, затоа што е отворен баш пред неколку месеци. Фестивалот оваа година ќе се одржи од 13 до 19 септември, а добитник на специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност е Лука Бигаци, чиј последен проект Големата убавина го освои Оскарот во категоријата најдобар филм од неанглиско јазично подрачје, а победи во истоимената категорија на наградата Бафта и на Златниот глобус. Добитникот на специјална награда Златна камера 300 на јубилејното издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки за особен придонес во светската филмска уметност е Лука Бигаци. Големото светско име е роден во 1958 година во Милано и спаѓа меѓу најактивните и најбараните кинематографери од страна на италијанските режисери. Затоа говорат освоените 20 врвни италијански и светски награди, како и 20-тината номинации. Од неговите 80-тина филмови се одделува ремек делото Големата убавина, која е тандемска креација со режисерот Паоло Сорентино, со кого четврти пат ставаат заеднички подпис. Сепак Бигаци најмногу филмови, повеќе од 10, има снимено со Силвио Солдини. Други режисери кои имале чест да биде зад нивните камери се Марио Мартоне, Джани Амелио, Феличе Фарина, Микеле Плачидо, Франческа Аркибуги, како и еден од најголемите режисери на денешницата, Абас Керостами, во филмот Верна копија со Жулиет Бинош во главната улога.
Лука Бигаци е добитник кој е достоен на годинешниот јубилеј. 3 децении кариера го прават водечки светски кинематографер. За нас е особено важно што Браќа Манаки на своевиден начин беше меѓу првите фестивали што го откри талентот на Бигаци уште во далечната 1997 година со неговиот прв филм во официјалната програма на 80-тото издание. Од тогаш неговите филмови и 5 учества понесоа 2 од наградите во Битола. Третиот пат конечно доаѓа лично да се ја земе големата специјална златна камера 300 на браќата Манаки, истакна Лабина Митевска, директорка на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки. Една од најпознатите групи во Македонија, битолчаните Фолтин, кои учествувале на бројни музички и театарски фестивали низ Македонија и во странство, а неколку пати е наградена за творештво, ова лето настапуваше на повеќе концерти и манифестации. Музиката на групата се опишува како надреална, страстна и жива, а секогаш нивните концерти се карактеризираат со жешка танцувачка атмосфера. Фолтин себе си се опишуваат како псевдоимигрантско кабаре и често нивните концерти се претворат во вистински перформанси. Ова лето настапија во рамките на Прилепско културно лето. Последните години групата активно соработува со Центарот за култура Марко Цепенков и во рамките на представите кои режисерот Мартин Кочовски ги режира во театарот Војдан Чернодрински. Летово Фолтин настапува во Хрватска и тоа во Јелса во рамките на Джез фестивалот. На меѓународниот фестивал кој се одржуваше на 21 и 22 август настапија повеќе реномирани светски имиња. Првиот ден беше посветен на Лали Ковачев, зачетникот на европската джез авангарда. Тој ден настапија проект од Србија, Хрватите чуи, а вториот ден беше отворен со Фолтин, за кои хрватските медиуми пишуваат дека се едни од најзначајните македонски бендови на денешницата со 20 годишна кариера и 7 студиски албуми, секогаш подготвени да ја изненадат публиката со микс на надреални страствени и динамични музички приказни и стилови. Освен нив, таа вечер настапуваа и прогресив Dance Sunrise. Предходно Фолтин настапуваа во Кочани со театарската представа Леп Јав, во која игра битолската актерка Елена Моше. Значајна е и турнејата во Германија во рамките на културното лето, кое се одржуваше од 31 јули до 3 август. Потоа турнејата низ Италија, Холандија. Фолтин настапија и на Оффест во Скопје, подпомогнати од гостите Васко Атанасовски од Словенија и Наталио Суе, аргентинецот од Холандија, за потоа да настапи Мулато Астатке од Етиопија, татко на итно джезот. Пред самото лето настапуваа во Словенија, а во август и на Косово. Битолчаните со своето веќе дводецениско творештво си создадоа име, кое е добро познато на повеќе меридијани.